Големата мексиканска револуција заврши. Годините од 1920, односно од завршувањето на револуцијата, па се до 1954, се години на најголемите и најзначајните остварувања на полето на муралното сликарство во Мексико. Основната идеја на оваа уметност, сликарството да се стави во служба на народот, целосно го оправда ова ново ликовно движење. Идејниот водач на овој нов ликовен израз, тогашниот министер за просвета во мексиканската влада Хозе Васконселос, големите ѕидови од јавните згради ги става на располагање пред мексиканските сликари, низ својот ликовен јазик да ја изразат атмосферата на своето време и духот што го донесе големата револуција. Во долгите години на робство, мексиканските уметници ја губат својата автентичност под силното влијание на западноевропското сликарство. Затоа новото ликовно движење, односно мурализмот, уште на своите почетоци доаѓа во една конфликтна ситуација во која идеите и темите не можеле да бидат вистински изразени преку веќе постоечкиот прозападен ликовен јазик. Амбициите на револуцијата ги принудуваат ликовните уметници да се впуштаат во истражувачки зафати пред се во ликовниот израз. Основната подлога за тоа, базата, е специфичноста на мексиканската револуција, чие представување барало и нов ликовен пристап, големите настани од револуцијата да се пренесат на големите мексикански ѕидови. Револуцијата и генот, наследен од старите ацтеки, мајстори на ликовната уметност, го чинат своето. За зачудувачки кусо време, современите мексикански сликари се трансформираат, го губат влијанието од Европа и прозборуваат со ликовен јазик, специфичен само за нив, за ова поднебје, народ и историја. Ова ново, така наречено мурално движење во Мексико, интегрира голем број ликовни имиња, од кои со својата специфична индивидуалност се издвојуваат големите тројца, легендата на мексиканскиот мурал, Хозе Клементе Ороско, Давид Алваро Сикеирос и Диего Ривера.
Тројцата големи, кои секој за себе е особена индивидуа, а сепак заедно представуваат една совршена целина, кои говорат како еден, едниот говори за тројцата. Нивното делување во мексиканската култура не само што ќе го одбележи временскиот период на кој му припаѓаат, туку мексиканската уметност ќе ја издигнат до едно светско рамниште и во сферите на муралот ќе ја доведат својата земја во зенитот. Таа ќе стане ликовна мека. Во 1921 година, учителската школа, или како што мексиканците ја нарекуваат препараторија, се претвора во сликарска работилница. Ороско добива задача во ходниците на ова училиште да изработи мурали во 3 ката од препараторија. Неговата уметност се издига како джиновски протест против човечкото угнетување и понижување. Преку своите дела, особено преку карикатурите, тој се открива себе си како општествен критичар, мистик и пред се човеколюбив уметник. Најзначајната слика на Ороско во зградата на препараторија се наоѓа на сводот над главните скали. Представени се шпанскиот освојувач Кортес и неговата жена Малинче, која е од индијанско потекло, и преку нив сликарот го символизира соединувањето на индијанската со шпанската култура. Актовите се монументални, мощне впечатливи. Десните раце на Малинче и Кортес се соединети, додека неговата лева рака почива на нејзиното тело, спречувајќи ја при тоа да не оди на помош на своите луѓе, кои како потчинет народ се наоѓаат под неговите нозе. Уметноста на Ороско се темели врз формите на експресионизмот, што произлегува од неговото длабоко разбирање и соживување со бедните и огнетените. Мека на мексиканскиот мурал за секој мексикански и странски посетител е претседателската палата, која се наоѓа во центарот на Сиудат Мексико на големиот плоштад Зокало. Секој утро припадниците на вооружените сили на Мексико на овој плоштад низ звукот на барабанот и воениот ритуал високо го издигаат знамето на Мексико. Во попладневните часови пак, низ слични воени церемонии пред очите на сите минувачи, знамето се симнува од високиот јарбол. Знамето на Мексико всушност ја символизира легендата за настанокот на овој денес најголем град на светот. Тука е представата на орелот како ја дере змијата врз дебелото кактусово лисје, представа на борба која вечно трае. Во јули 1921 година од Париз се враќа Диего Ривера, еден од големите тројца на мексиканскиот мурал. Полн со револуционерно одушевување, иако самиот тој не учествувал во револуцијата, а полн со сликарско знаење стекнато во оваа сликарска метропола, од страна на мексиканската влада, добива задача да работи низад зидни слики, од кои најзначајна била порачката за претседателската палата. Пред да ги започне работите во ова најзначајно мексиканско здание, во 1927 година Ривера оди во Советскиот сојуз по повод прославата на 10 годишнината на болшевичката револуција. Таму му се оддаваат академски почести и бил поканет да ги изложи своите теории за социјалистичката уметност. Меѓутоа, во тоа време избива судирот меѓу Сталин и Троцки и како симпатизер на Троцки, Ривера набрзо се враќа во Мексико. Оваа приврзаност и симпатија на Ривера кон Троцки
Подоцна негативно ќе се одрази врз неговото творештво и екзистенција како сликар. Дури бил и исклучен од членството на Сојузот на Комунистичката партија на Мексико. Своите сликарски работи во оваа Палацио Национале Ривера ќе ги започне дури во 1935 година, веднаш по целосното завршување на објектот. Овде Ривера најпрво ќе го создаде грандиозното дело што се простира над главните скали и зафаќаат просторот три зида и сводот. Наративни и дидактички, на овие мурали Ривера ја предал историската панорама на Мексико од предколонијалното време до револуцијата со осврти од најновите настани од тоа време. Тука се староседелците, индијанци и нивните робски страдања од времето на шпанското освојување, потоа ликовите на големите мексикански револуционери Идалго, Морелос, Аљенде и така натаму, а од нив националните јунаци Запата, Вилја, Карилјо, Пуерта и други. De la Revolución Agraria de 1910, la figura de Emiliano Zapata. Мексиканскиот мурализам е активност што се иницира во 1921 година од страна на бројна група уметници. Прв во Мексико направи декорација уметникот по име Роберто Монтенегро. Веднаш потоа ја започна својата активност и Диего Ривера. 2 години подоцна почнуваат да сликаат Ороско, Сикејрос и многу други уметници кои ја сочинуваа групата мексикански муралисти, носители на првото движење. Се прават обиди да се востановат датуми за да се заокружи најбрилјантната етапа на мексиканскиот мурализам. Почитувајќи ја до максимум историската вистина, би требало да речеме дека секој од тројцата истакнати представници на мексиканскиот мурализам продолжи да работи мурални дела се до крајот на својот живот. Ривера умре во 1957 година, Ороско во 1949, Сикејрос во 1974 година. Сите тие сликаа до последните мигови од своите животи во многу различни техники. Работеа фрески, мозаици, работеа врз суви плочи. Уметноста на Ривера е мощно допадлива и можеби најблиска до народната уметност што ја дало Мексико на полето на сликарството. Неговите форми се едноставни, а површините исполнети со доста нагласен колорит. Затоа неговите слики најмногу се доближуваат до обичниот човек, кому всушност и му била наменета оваа уметност. Во периодот од 1945 до 1950 година, во истава оваа палата, Ривера го декорирал и првиот кат низ прецизни и декоративни приказни за прастаро Мексико. Колоритот е мощне звучен, па тој станува и главна одлика на овие фрески, од кои дел за жал уметникот никогаш не ги довршил.
El primero de los murales hechos por Rivera en Palacio Nacional de la Ciudad de México se naoѓаме во Паласио Национал, во Националната палата, пред последниот труд насликан од Ривера, на првиот кат на оваа главна и историска зграда во Мексико. Требало сиве овие плочи на првиот кат тој да ги исполни, но кога стигнал до муралот, решил да не продолжи со работата. Се работи за лично решение, не за решение на властите. Еден од првите мурали Ривера го направи во Националната палата во Мексико во 1926 година. Во 1926 година продолжи со сликање и тоа на главниот зид кај скалите. Во 1935 година го наслика јужниот зид на скалите, што го представува Мексико на денешнината и иднината. Во 1945 година започна на страничните зидови со сликање на врската меѓу предшпанскиот Мексико, она што беше Мексико пред конквистата. А сега се наоѓаме пред пано на конквистата, представена во сето насилство, со сета неизина безумност, суровост, но сепак со присуство на црн хумор и не без одредена карикатурална смисла. Има три верзии на Кортес. На едно место Кортес е представен како зборува за експлоатацијата на богатството на земјата, потоа Кортес во моментот на склучување на договорот со Алварадо, неговиот компањон од конквистата, а зад Алварадо се јавува фигурата на малинче со дете во скутот, првата мексиканска жена на Кортес и Алварадо. Е портрет на самиот Ривера, кој предпочита да се наслика како син на Алварадо, а не на Кортес. А во горниот дел се јавува уште една фигура на Кортес, во моментот кога ја прифаќа улогата што ја игра клерот како поддршка на конквистадорот, а не клерот сватен како описменувач и проповедач на христијанството. Значи како поддршка на безумноста на конквистадорот, кој доаѓа во потрага по суровини, пред се во потрага по златото, и кој е готов да ги жртвува домородците, дури донесува и робови од Африка за да го најде она што го бара, а тоа се богатството на овој народ. Во зградата на Врховниот суд, изградена во непосредна близина до Претседателската палата, во годините од 1940 до 1949, на Ороско му е доверена декорацијата на внатрешниот хол. Овие мурали, всушност, се негови ликовни представи изразени со силна постреволуционерна порака со која уметникот сакал да ги заштити природните богатства на Мексико, но и правата на работничката класа во условите на тогашната владина политика. Најголемиот и најзначаен мурал е насликан над главните скали и низ него се следи историскиот развој на Мексико од настанокот до годините на создавањето на овој мурал. Тука е и атрибутот на правдата кантарот, кој како никогаш да не може да се постави на идеално хоризонтално ниво. Секојдневно оваа слика ги потсетува судиите од Палатата на правдата на членот 123 од Мексиканскиот устав, што ги гарантира правата на работниците, а се наоѓа испишан на еден агол од муралот. Главната поента на овој мурал всушност се содржи во представата на жестоката борба на човештвото да се избори за премин од една во друга општествена димензија, која ќе ги надмине сите проблеми и неправди кои најчесто се уриваат врз грбот на работникот.
Појавата и раѓањето на нацизмот и фашизмот во Европа застрашувачки действува и врз расположението на мексиканците, особено меѓу прогресивниот свет, во кои се вклучени и сликарите. Нивните тематски преокупации набргу стануваат злосторите и геноцидот што го спроведуваат Хитлер, Мусолини и Франко. Како сликар со најпрогресивни политички идеи, Сикеирос уште во 1939 година ќе се зафати со изработка на еден мурал за злото фашизмот. Тоа е муралот што се наоѓа во зградата на синдикатите. Работен е на мошне мала и стеснета површина, невообичаена за неговото творештво. Муралот носи наслов «Судење на фашизмот» и представува приказ на движењето на капитализмот преку монополизмот и империализмот до појавата на фашизмот и почетокот на Втората светска војна. Овој мурал Сикеирос го работи во својата нова техника во проксилин и со еден нов ликовен израз што ги соопштува настаните со фотографска точност на документарен материјал од настани земени од весници и од списанија. Во средината на муралот се насликани мртви деца сместени во челустите на некоја грозна машина, кои се жртви на шпанската војна. Веднаш над наблюдувачот на сликата е насликан еден бомбардер кој ја донесол смртта на овие деца и кој се заканува да ја уништи цела Европа. Лево и десно се две фашистички групи од тројната оска Токио, Рим, Берлин, представени се со гас маски и со шлемови. Тука е и карикатурата на Хитлер. Овој мурал всушност е отворен поглед на тогашната политичка сцена во светот. Во исто време, овој мурал представува и синтеза на Сикеировите современи технички пристапи во изработката на делото, како и внесување на неговите политички идеи и погледи на светот во тие години. По ова остварување, Сикеирос ке премине во еден својвиден експресионизам, во кој својата творечка кулминација ќе ја достигне во муралите работени за Полифорум во Сиудат, Мексико. Во центарот на Сиудат, Мексико, во непосредна близина на Претседателската палата и Старата катедрала, градена во времето на шпанското владење, градена со камените блокови од храмовите на старите ацтеки, се наоѓа и познатата палата на убавите уметности, или како што мексиканците ја нарекуваа Белас Арте. Градена е во времето на императорот Диас, кога во земјата се подигаат различни градби, како затвори, пошти, јавни згради, градски куќи и така натаму, и тоа се во второкласен француски стил. Градбата на оваа палата е започната во 1900 година и нејзината првобитна намена била за театар. Завршена како палата на убавите уметности, оваа градба всушност го символизира раскошот на тогашните режими. Оваа палата, чие богатство го символизира и времето на Диасовото владење, денес представува раскошна галерија во која можат да се видат и врвните остварувања на полето на муралната уметност. Во 1944 година Сикеирос го работи големиот мурал со наслов Нова демократија, кој во својата тематска концепција носи силна антифашистичка порака. Средиштето на сликата е приказ на победата на животот на смртта, што секако го символизира падот на фашизмот. Централна фигура е жена која на главата ја има капата на слободата, а в раце се уште го носи ѓулето и синџирите на робството. Во палатата на убавите уметности работат сите големи тројца на мексиканскиот мурал. Меѓу првите, уште во 1934 година, Ороско добива покана од владината администрација да работи врз некои од големите ѕидни површини во оваа палата. Овде тој ќе ја создаде сликата катарза или чистење, која е исполнета со песимистичко расположение својствено за карактерот на Ороско. Таа е символ на веќе намаченото и несрекно човештво и уметникот овде излезот го гледа и го наоѓа единствено во неговото уништување, односно пречистување. Дел од жените на овој мурал се продолжение на карикатурите од препараторија.
Тука се и жените од плочникот, но тие не се представени на циничен начин, туку напротив преобразени во символи на стварноста. Тие ја символизираат корупцијата, слабоста, тагата и осаменоста на поединците во ерата во која живее и уметникот. Носејќи ги во себе поуките од Посада, својот учител во раната младост, сите тројца големи, од време на време, овие поуки ќе ги аплицираат на своите мурали како тема и содржина. Ова е најизразито на фреската на Диего Ривера, работена во 1947 година за хотел Прадо, во самиот центар на Сиудат Мексико. Муралот носи наслов «Сонот во неделно попладне во центарот на Аламеда». Приказите на смртта или некои други личности, всушност се личности од делата, карикатурите на Посада. Со оваа синтеза од уметноста на Посада, Ривера секако сакал да ја покаже својата почит и благодарност кон својот учител. Овој мурал повторно ни ја прикажува историјата на Мексико од периодот на Кортес до времето во кое живее уметникот. Сето тоа е предадено на мощне симпатичен и привлечен, би се рекло романтичен начин, што секој посетител, посматрач на овој мурал го расположува, го остава со пријатни впечатоци. Представени се многу историски личности, како и низа расположение на народот, некои спијат на клупа, поимотните граѓани, меѓу кои се вклучува и авторот облечен во куси панталони, задоволно се шетаат во паркот кој се наоѓа наспроти овој хотел. Како и кај Ороско и Сикеирос, и Диего Ривера располага со една огромна инвенција за сликање детали, кои како да се неисцрпни. Од тука и нивните слики ги чинат секогаш нови, неповторливи во секоја средина.
Во периодот од 1959 до 1962 година, Давид Алваро Сикеирос е затворен како комунист кој јавно ги искажува своите несогласувања со режимот на тогашната мексиканска влада. Во затворот тој ќе направи низа скици што подоцна, веднаш по излегувањето на слобода, ќе му послужат како главна идеја за муралите од натрешната и надворешната страна на Полифорум, каде што работи од 1962 до 1966 година. Големата композиција, речиси најголемиот мурал што досега е насликан на мексиканските ѕидови, носи наслов Марш на човештвото. Самиот наслов зборува дека е посветен на човештвото кое маршира кон правда, кон подобра иднина и живот, човештво кое се бори против сиромаштијата и угнетувањата во светот. Интересно за оваа тридимензионална композиција, која има кружна форма според архитектонското решение на објектот е тоа, што авторот ја работи со најсовремени технички средства, користејќи при тоа метал, пластика и други технички средства. Нерамните површини на ѕидовите на објектот се како создадени за оваа нова технолошка постапка во неговиот ликовен израз, па така делото со својата грандиозност и поставеност действува како авет кој се надвиснал над ова мало парче подиумски простор. Низ своевидниот абстрактно-експресионистички ликовен израз, Сикеирос и овде приказната ја започнува со создавањето на светот, символизиран преку двете огромни раце од еден маж и една жена. Секако ова е најграндиозното дело создадено од раката на овој сликар до денешната историја на мексиканскиот мурал. Интересно за овој мурал е да кажеме и тоа дека уметникот го работел парцијално во блокови и тоа надвор од овој простор во едно свое ателје во Гварневака, кој инаку важи за град оаза на уметниците. Имали своји помошници, странски ликовни уметници и блоковите, како од натрешниот, така и од надворешниот мурал, монтирани се, односно поставувани се сукцесивно, така што денес сето тоа действува како еден единствен блок.
en los momentos del nacimiento del muralismo y del Ne samo grande što ima impulso idnina, tuku dado al ima muralismo i por Diego segašnost. Rivera. No golemiot muralizam na takvite kako Rivera, Orozco, Siqueiros imaše svoj period na zenit, sjaj i isto taka i za Edisonce. To za Edisonce go sledeše jedna nova etapa vo naše to slikarstvo, novi tendenciji vo umetnosta, osobeno abstraktna to umetnost. Od momentot narađanjeto na muralizmot i od golemiot impuls što mu go dadoa Diego Rivera, Siqueiros i drugi, meksikanskiot muralizam imaše golemi reperkusije vo Latinska Amerika. Se smeteše za početok na jedno nacionalno slikarstvo vo Latinska Amerika, umetnost so sobstveni belezi i karakteristiki. Vo Evropa, kada što ne se sluči isto to, bea napraveni mnogo malku komentari od relevanten vid za muralizmot vo Meksiko. Međutim, vo posljednjive godini se javuva poselen interes ka evropejcite za muralnoto slikarstvo. Na primjer, ova knjiga beše objavena vo Germanija, potom vo Anglija, Italija i mislim da ga to pokažuva kolikav je interes od za našiot muralizam vo različni zemlji vo Evropa. No, to interes započnuva da se pojavuva, bi možele da rečeme kako voskresenija na muralizmu od vo nekoj evropski zemlji, kako na primjer vo Francija, što je novo za ovoj vek, potom vo Germanija, Belgija, Holandija, Sjedinete amerikanske državi, osobeno čikanu umetnosta, vo Latinska Amerika, vo Čile. Vo Portugalija muralizmot imaše svoje golemo značenje po revolucijata, a da ne zboruvame za Jugoslavije, vo koje muralizmot ima izvanredna tradicija i se neguva od mnogu slikari, vključuvajki go i Borko Lazeski. Na različni geografski prostori, so pomali ili so pogolemi vremenski distanci, se javuvaat dela so univerzalni umetnički vrednosti, noseći gi pritoa автохтоните белези на поднебјето под кое се создаваат. Иако различни по своите стилски или тематски определби и преокупации, тие во себе ги содржат елементите што ги сплотуваат ликовните творци во нивните цели, пораки и пред се нивната мисија уметноста да му се доближи на човекот и да му служи на човекот. На малиот македонски простор се јавуваат исто толку големи уметнички дела како низ широките пространства на Мексико. Тие се символ на македонската култура и нација, на нејзиниот идентитет, но исто така тие се символ и на севкупното уметничко творештво во овој наш универзум.